Македонска каменица бара начин и гради одржлива и развојна стратегија на општината и по рудник Саса. Кога и да е, ризикот ќе стигне, а ние не смееме да влеземе во него, изјави Сонја Стаменкова, градоначалник на Македонска каменица. Видете, рудник Саса е главен економски оператор во кој што се подпираат и сите други услужни дејности кои што функционираат во општина Македонска каменица, и иницијативата за праведна транзиција е неопходен чекор за обезбедување на стабилна економска иднина на нашиот регион и заштита на работните места без оглед уште колку ќе работи рудникот. Значи, ние треба да преземеме и да изградиме стратегија која што е навремена, за да не дојдеме во ситуација во која што сме биле во минатото. Особено е важно што во овој процес имаме и несебична поддршка од рудник Саса заради нивното искуство, но и заради согледувањето дека ние мораме и треба да направиме стратегија за пост-рударски опстанок на населението. Во оваа насока, Стаменкова се обратила до премиерот и владата на Република Македонија за национална стратегија со цел да се обезбеди праведна економска и енергетска транзиција на општината. Ние пред само неколку дена се обративме до премиерот и до членовите на владата на Република Македонија. Очекуваме одговор во зависност од одговорот кој што ќе го добиеме, така и ќе ја воспоставиме соработката. Ќе нагласам, без разлика и на одговорот кој што ќе го добиеме, ние како локална самоуправа, заедно со рудник Саса, заедно со невладиниот сектор, со другите стопански гранки кои што се во општината, ќе продолжиме понатаму што со јавни дебати и меѓусебна соработка да изградиме и локална стратегија за праведна економска транзиција. Во овој момент, но и години назад, рудник Саса е главниот економски и социјален столб на општината. Тој е главен избор за работа, на приходи, демонстрира голема општествена одговорност и животот засега тече предвидливо. Но одговорно е да се мисли и што ако одеднаш се промени.